Добар ден, почитувани, вие следите уште една нова Телма амбуланта. Се почести се болестите на тироидната жлезда, кои пациенти имаат потреба за операција. Во кој случај бенигните промени на штитната жлезда треба да се третираат со хирургија. Карциномот на тироидната жлезда бара брза, адекватна и навремена хирургија. Дали на ваков начин може да се постигне добра контрола на болеста и нејзино излекување? Како изгледа постоперативниот период и животот без тироидна жлезда? Имаме бројни прашања на кои што денеска одговори ќе побараме од професор доктор Андреа Арсовски, специјалист по градна хирургија во Аџибадем, Систина. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе имате можност да се вклучите и вие со ваши прашања во текот на денешната емисија. На форумите на интернет можеме да забележиме дека пациентите кои што имаат потреба од операција на тироидната жлезда за нејзино делумно или целосно отстранување чувствуваат голем страв. Пред се затоа што не знаат што да очекуваат. Токму затоа денеска на оваа тема разговараме со професор доктор Андреа Арсовски, специјалист, односно субспецијалист по градна хирургија, по торакална хирургија во Аџибадем, Систина. Професоре, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден на вас. Телма и добар ден. Благодарам за поканата. Се почести се болестите на тироидната жлезда. Многу често при ехо преглед ке пациентите се забележуваат јазли, односно нодуси. Па какви промени се тоа? За среќа денеска се повеќе се прават тие превентивни ехо прегледи на тироидејата во склоп на систематските прегледи, кои што многу веќе и од фирмите ги прават проширени, така да не само оној основен пакет. И на тој начин сме во ситуација да можеме многу порано да ги откриеме тие чворови кога не предизвикуваат никакви други симптоми, нити пак се видливи или опипливи. И нормално што порано се открие, порано се интервенира, тогаш и резултатите секако се подобри. Имено, чворовите може да бидат од најразлична природа. Може да се обични таа нодозна струма, која што може да има и сосема нормална функција, меѓутоа може тие чворови да дадат и некакво пореметување во лачењето на хормоните. Било да го зголемат нивото, било да го намалат нивото на хормоните што се лачат, а исто така може да бидат и од малигна природа, кога денеска имаме тенденција на голем пораст на тироидните карциноми, не само кај нас, туку секаде на глобално ниво. Веројатно тоа е резултат на зголемените нивоа и контакти со разни зрачења од радиоактивните пред се, но и сите овие други на кои што сме изложени секојдневно. Како год да е, значи природата на чворовите може да биде најразлична и потребно е нивно следење, односно не следење. Би рекол доиследување, доиспитување за да имаме прецизна дијагноза. Ако немаме прецизна дијагноза, тоа следење некогаш може да биде и многу контрапродуктивно, особено кај малигните чворови. Затоа, понекогаш пациентите добиваат препорака да направат пункција на тие чворови, за да се забележи дали се сомнителни, дали може би содржат некои малигни клетки. Но што се случува, професоре, во случај кога чворот е поголем и создава проблем или пак доведува до зголемено лачење на тироидните хормони? Дали тогаш треба да се отстрани или треба да се прима терапија? Значи, во колку имаме пореметување на функцијата, најдобро е прво да се постигне ниво на нормализирање на самата функција. Сега постојат критериуми и околу бенигните чворови, дали и кога треба да се вадат. Значи, јас и на студентите им велам дека тоа не е мој личен став, тоа е спрема гајдлајнси, каде хетерогени чворови, значи со различна ехогена структура, особено ако има појава на калцификати и зголемување на димензијата над 1 сантим, тоа представува само по себе индикација за отстранување на тој чвор и детална патохистолошка евалуација околу градбата на тој чвор. Зошто е тоа многу битно? Затоа што биопсијата на тироидеа се прави тенко иглена биопсија. Затоа што она е многу прокрвена и ако се прави друг тип на биопсија, например кор биопсија, може да настанат сериозни крварења и да се добијат одредени компликации кои што некогаш мора акутно и да се решаваат.
Така да, тенкоиглената биопсија, процентот на точност, не само кај нас, туку секаде во Не е светот, голема. е некаде 60 до 65%. Значи може да се промаши всушност. Апсолутно. Не да се промаши самиот чвор. Материјалот што се Материјалот што се зема, е така. оскуден, без разлика вие може да боснете на 5 места, на 5 точки, меѓутоа некаде во 6-та точка да имате малигнизирање на тие чворови. И тоа го гледаме ние прилично често и во секојдневната пракса. Да предоперативно мислиме дека е тоа бениген чвор, откако ќе се отстрани, се праќа на детална евалуација и ни кажуваат дека имаме веќе малигни промени, дали од типот на микрокарцином или веќе развиен инвазивен карцином. Значи тоа не е воопшто реаритет, туку е буквално секојдневно во нашата пракса. Покрај тенкоиглената биопсија, постојат и други параметри, значи маркери, кои што треба исто така да се земат, но и тие можат само да ни помогнат во усмерување на дијагнозата. Значи може да имате пациент кој што има карцином, а туморските маркери да се мирни. Така да, дефинитивно, хируршката биопсија е покрај тоа што е тераписка, таа и дијагностичка процедура која што е дефинитивно со најголема точност, затоа што патохистолошкиот преглед веќе е многу попрецизен и многу екзактен. Порано често се забележуваше гушавост. Дали тоа струма? Да. Во последно време нема толку случаи на гушавост пред се кај жените. Што доведува до овој проблем и дали може нормално да се живее со гушавост или пак е потребна хирургија? Значи, ова е малку широко прашање. Да. Значи, причината на онаа ендемска струма, која што во Македонија имаше струмогени подрачја, струмишкиот крај, тетовскиот крај, тоа е заради намалената количина на јод во почвата и во храната што ја примаме. Меѓутоа, веќе одамна, со децении назад, во Македонија е спроведена секоја сол е јодирана, така да таа ендемска гушавост веќе не е ендемска, него е спорадична. Се јавува многу поретко и оние струми огромни што сме ги гледале и сме ги оперирале, денеска се навистина, па да не речам реалитет, меѓутоа многу поретки. Значи, тоа е реакција на тироидната жлезда на помал внес на јод кој што е потребен за жлездата да функционира и доведува до нејзино разраснување, до хипертрофија. Дали како да се лекува? Значи, прво, секако тука се оди со медикаментозна терапија, со давање на јодни препарати, меѓутоа, големината на струмата може да доведе до други компликации. Значи, не само во однос на функцијата, таа може да се контролира со медикаменти, меѓутоа, големината, знаете, во вратот, тоа е мал простор во кој што имаме многу битни, да не речем, туку витални органи. Тука е душникот пред се, хранопроводникот, големите крвни садови, многу важни нерви кои што проаѓаат и долготрајната компресија на тие големи струми може да доведат до секундарни компликации кои што може да бидат и витално загрезувачки. Така да, тука веќе индикационото подрачје околу хируршкиот третман кој што апсолутно е доминантен, откако ќе се нормализира функцијата, секако на крајот на криштата и од естетски причини да живеете секојдневно со некоја маса која што и прави компресија. Значи, доведува до појава на симптоми пред се кога легнуваат пациентите нарамно, тој притисок на душникот, се јавува хрчење, отежнато спиење, отежнато голтење, промени во бојата на гласот и така натаму, така да тоа апсолутно е секако и предмет на хирургија. Споминавте дека одредени бенигни јазли нодус треба да се оперираат, постојат одредени критериуми за тоа, ги наведовте, но кога станува збор за карциномот на тироидната жлезда, тоа е состојба која што бара адекватна и навремена хирургија. Што тоа значи навремена? Карциномот на тироида, многу се битни тие хистолошки поделби, односно од кој тип на клетки потекнува. Така да оние што се најчести карциноми, папиларниот, фоликуларниот, мешаните папиларно-фоликуларни, имаат изворедна прогноза ако го лекувате правилно. А што е правилното лекување? Отстранување на штитната жлезда, во колку има
зголемени лимфни јазли на вратот кои што се сомнителни или докажани променети, се прави лимфаденектомија, значи отстранување, таа блок дисекција на лимфните јазли на вратот. И фактички постоперативниот третман се состои не кај сите пациенти, значи постојат исто критериуми кај кого се дава радиојод, една или две сеанси на давање на радиојод, со тоа завршува третманот на карциномот. Значи нема тешки хемотерапии, нема зрачни терапии, нема други онколошки процедури како кај другите локализации на карциномот и процентот на излекување Е добар. Е одличен. Знаете, во жаргон, ако прашате хирург што ги разбира овие работи, ако морате некаков карцином да добиете, ја мислам дека сите би избрали таков. Ова го кажувам затоа што навременото лекување, а навремено лекување е што порано. Ако имате веќе диагноза карцином, треба веднаш да се оперира. Зошто да оперирате некој карцином кој што има 5 сантима, кога може да го оперирате ако е 1 сантим. Така да и евентуално кај малите карциноми не се дава ни радиојод. Хирургијата ја завршува целата работа ако е правилно опериран, значи постојат критериуми кој тип на операција кај кој карциноми се прави. За разлика од тоа, постојат и медуларни карциноми кои што потекнуваат од друг тип на клетки, имаат за нијанса полоша прогноза и за жал, меѓутоа тоа се најретките карциноми, а на пластичните карциноми имаат навистина лоша прогноза, но за среќа се многу ретки. А кој почесто заболува од карцином на тироидната жлеза? Дали се тоа мажите или жените? Статистички е малку поголем процентот кај жените, меѓутоа ако во минатото бил поголема таа разлика, денеска е па би рекол некаде околу 55-45%. Значи речиси изедначено. Речиси изедначено. А дава некакви карактеристични симптоми карциномот на тироидната жлеза? Многу ретко доведува до пореметување на функцијата, особено во пораните стадиуми, и обично се напипува или најдобро е кога се открива на тие превентивни екопрегледи и заради тоа се повеќе тироидеата влегува во тие систематски прегледи, затоа што многу лесна, безазлена метода, а ехосонографијата, тоа е површен орган, дава извонредна визуализација. Особено современите ехоапарати имаат посебни софтвери за тироидеа и имате извонредна визуализација на прокрвеноста, на структурата на штитната жлеза, така да тоа апсолутно треба сите ние да го практикуваме. Професоре, оние пациенти кои што имаат потреба од операција на тироидната жлеза многу стравуваат од самиот хируршки зафат, но и од можните последици да го загубат гласот. Па реален ли е овој нивни страв? И ова е така комплексно прашање на кое што ќе се обидам од повеќе аспекти да го одговорам. Хирургијата, како и сите други области на медицината, напредува и во однос на хируршката техника, инструментариумот и така натаму. И јас се сеќавам, јас кога почнував, хирургијата на тироидеата беше многу помалку безбедна. Што значи тоа? Со многу поголем број на постоперативни и интраоперативни компликации. Денеска тие компликации се случуваат, апсолутно е тоа така, меѓутоа се прилично поретки, односно сериозните компликации и трајните компликации се веќе, би рекол, многу мал процент. Многу зависи и од наодот. Значи, ако имате вие карцином кој што инфилтрира во околната мускулатура, тој нерв кој што ги нервира гласните жици лежи во задната страна на тироидеата и некогаш дури затоа што многу побитно целиот карцином да се отстрани во здраво, некогаш и морате и дури да го жртвувате свесно тој нерв. Значи да се исече, да се извади? Апсолутно, ако е тоа веќе зафатеност, меѓутоа тие пациенти и предоперативно имаат проблеми со гласот заради инфилтрацијата на самиот нерв. А доколку туморот само притиска на нервот? Сега, тука е многу битна и хируршката техника, искуството, не само на хирургот, туку на екипата, затоа тоа се тимови кои што се бават со тироидна хирургија. Значи, добрата едукација на екипата, искуството, го прават тоа да тие компликации се во многу помал број. Секако дека може да се случат, често, многу почесто се транзиторни. Затоа што на некој начин
Минливи, транзиторни. Минливи, да. Значи Само ќе се повреди нервот и ќе има минлива... Не е тој повреден, ние некогаш го манипулираме. Добро, што тоа значи? Ке го поместите, го ке чепкате. го допрете, така, да. Затоа што, за да го одвоите тоа ткиво, пак ќе кажем, тоа е мал простор, каде што имате многу големи витални структури и морате навистина многу внимателно. Некогаш и покрај целото внимание што ќе го посветите за време на операција, доаѓа до манипулација со тој нерв. Користиме електрични ножеви, ако денески имаме тие специјални лигашурови кои што имаат тефлонски обвивки за да не се пренесува топлината на околното ткиво, но и покрај се некогаш може да дојде до повреда, односно оштетување на нервот. Најчесто тие повреди се минливи после извесен период, користење на Б-витамини, некогаш вежби логопедски, а некогаш и самото време го прави да тој нерв се опоравува и после тоа пациентот нема апсолутно никакви тегоби. Заради тоа што тоа е многу видлива и непријатна компликација, постои малку фама и во... Клучното прашање што се поставува на форумите. На овие мрежите социјални, разноразни пациентски блогови и така натаму. И тоа се компликации кои што навистина делуваат непријатно, поготово зависи, например, и од професијата. Ако е некој што е врзана со говор, тоа се јавува хендикеп, значи во секојдневното работење и така натаму. Меѓутоа, трајните последици навистина се ретки. Може трајно да се изгуби гласот? Може, за жал може. А доколку од страните дел од нервот може да дојде до дополнителни некои компликации покрај работата на гласните жици? Да, значи некогаш има и отежнато дишење, тој стридор, заради тоа што гласилките кога се парализирани, тие може да бидат во така наречена кадавер позиција и да го стеснуваат дишниот отвор. Во најтешки случаи дури завршуваат, може да дојде до појава на трахеостома, но сето тоа, верувајте, исклучоци, така? се многу ретки, кои што на крајот на криштата зависат и од наодот. Кај навремено и откриени тумори, карциноми и операции кои што се прават, навистина тие компликации. Затоа треба и навремено и адекватно хируршко третирање. Да. Сега на тироидната жлеза се прилепени и паратироидните жлезди. Колку ги има и зашто пак тие служат? Паратироидните жлезди нормално ги има 4. Од задната страна, на средногорниот пол и на долните полови. Тоа се мали жлездички, некогаш се одвоени и се гледаат многу убаво, некогаш се враснати во тироидејата. Покрај овие 4 нормални анатомски жлезди, некогаш може да има и ектопични ткива паратироидни, значи тоа е во ембрионалниот развој да отиде некаде на друго место паратироидно ткиво каде што фактички не треба да биде. Јас се сеќавам како млад лекар, имаше еден професор во Белград Јанковиќ кој што имаше извонено предавање на откриени паратироидни ткива на многу бизарни места. Професоре, споменавте дека има 4 паратироидни жлезди кои што се обично прилепени за тироидната жлезда, значи тоа се 2 пара, но понекогаш паратироидните жлезди може да се наоѓаат и на нетипично место, ако добро ве разбрав. Да. Тоа се така наречени ектопични паратироидни ткива кои што заостануваат низ ембрионалниот развој во места каде што не треба да бидат. Може во медиастинум, може во бизарни други оддалечени точки на телото и тоа ја отежнува некогаш кога имаме потреба од третман на хиперпаратироидизам, но тоа е веќе друга тема. А ако ги поврзуваме паратироидеите со тироидната хирургија, тоа е втората, да речам, компликација која што од која што се плашат многу пациентите. И се случува исто така, особено кога имаме пак кај карциноми разраснување, па морате во здраво каде што се вадат лимфни жлезди, некогаш едноставно не можете убаво и да ги препознаете ако се тие враснати. Значи можно и целосно да се отстранат овие жлезди при операцијата? Ретко се случува и тоа, може почесто една или две, сите 4, мислам тоа теоретски може, но ретко е. Апсолутно е. Што доколку останат една или пак две паратироидни жлезди може да се живее значи, на таков паѓањето начин? на калциумот
кој што се јавува како недостаток на лачење на парахормон, доведува до тие симптоми на трнење, на кочење, на прстите, на вилицата. И тоа, затоа ние секогаш постоперативно веднаш го контролираме и нивото на калциум. Најчесто овие компликации се исто така времени, транзиторни, затоа што паратироидните жлезди имаат многу нежни крвни садови, буквално како влакна од коса. И во одвојувањето ние некогаш и свесно, за да ја одвоите паратироидната жлезда, ги оштетувате тие мали крвни садчиња, дури ако се извади, ако ја препознаете, се враќа и се вметнува во самата мускулатура. Но и треба време да повторно да се ревитализира. Да се ревитализира циркулацијата и заради тоа најчесто се тие исто така транзиторни симптоми, после извесен период се враќа нивото на калциум во нормала. Но некогаш се случува да се отстранат и тогаш потребно е да се надополнува калциум. И тоа е веќе хронична терапија. При карцином на тироидната жлезда, дали секогаш таа мора да се отстрани целосно? Може ли само делумно да се извади? Доколку е опфатен само едниот дел? Кај малите карциноми, значи тука се веќе ставови на одредени школи. Например, има школи кои што велат кај карцином, независно од големината локализацијата, признаваат само тотална тироидектомија. Зошто? Заради тоа што ако е потребно постоперативно да се дава јод, тоа е слеп, радиоактивниот јод се фаќа таму кај што има тироидно ткиво. И ако вие оставите дел од здравата жлезда, целиот тој се фиксира во жлездата, а не оди да ги уништува тие микрометастази кои што евентуално може да постојат и радиојодот треба да ги уништи. Значи, од таа причина се дава радиоактивен јод, за да ги уништи? Да. Евентуалното преостанатите клетки од тироидната жлезда, кои што би можеле да бидат малигни. Може да е некаде веќе пуштени метастази, кои што треба се уништуваат со радиојод. Сега, прашањето беше дали може да се остава дел од тироидејата. Значи, постојат критериуми, постојат различни школи, кај некои прифаќаат да карциноми помали, односно до 1 сантим, може да се прави лобектомија. Некои велат дека не само лобектомија, туку и истмектомија. Од тироидната жлезда е 2 лобоса, има едно мовче, истмус, кој што ги спојува. Така да тука се веќе хируршки финеси и став на одредени школи. Лично, ако ме прашате мене, сепак е тоа малигна болест, а каде што хирургијата дава извонени резултати во излекувањето. Така да мислам дека не би требало да се ризикува со делумна апсолутно. елиминација. И дали тој дел што ќе остане најчесто е недоволен, особено кај покрупните особи, да ја надополни комплетната функција. И дали вие ќе добивате субституција од примерно 50 микрограма или 100 микрограма, не менува апсолутно ништо. Тоа е доживотна терапија, значи една таблетка дневно од Сабајле се прима, а од друга страна многу поголема сигурност во однос на излекувањето на карциномот. А што доколку на тироидната жлезда има неколку бенигни големи јазли? Да се вадат. Дали целата жлезда ќе извадите доколку се наоѓаат на неколку различни места или само јазлите ќе ги отстранувате? Како изгледа таа енуклеација на јазлите, ако имате повеќе, е прилично тешка. Мислам, тешка и прашање што е нормално и витално ткиво, тоа што ќе го оставите. Така да кај мултинодозните струми, особено денес имаме и честа појава на тој Хашимотов автоимун тироидит, каде што целата жлезда е променета. И без разлика што се тоа бенигни промени, не треба, едноставно нема простор да оставате нормално ткиво, а пак ќе кажем, субституцијата со еутирокс, тоа е еден извонен лек кој што дава извонена субституција без појава на никакви постоперативни симптоми и денеска медицината ни нуди можности за квалитетен и безбеден живот и покрај тоа што е тироидната жлезда отстранета. Колку време трае операцијата за делумно или пак целосно отстранување на тироидната жлезда? Значи во сала, значи варира. Штоперицата се остава пред сала. Пак ќе кажам, тироидната хирургија е прилично прецизна, да не речам дури и пипава. Некогаш е и прилично тешка за тоа што штитната жлезда знае да биде многу врасната, слепена за околните ткива, кои што мора внимателно да ги препарирате, да го штетите.
Понатаму, тоа е орган кој што после зеницата на окото е најпрокрвен. Значи има многу крвни садови така. и морате сето тоа внимателно да го... Затоа што ако работите во крваво поле, тогаш имате проблем со компликации. Така да тоа си бара педантна, минуциозна хирургија, она што го нарекуваме ние хирурзите, нема брзање, напротив. Сега колку ќе треба операцијата? Некогаш може за 1 сат, некогаш и 3 сата ќе работите. Најчесто просечно да речам, сат и пол нека биде, ама тоа воопшто не е битно. Дали ќе трае 1 или ќе трае 3 часа, најбитно да биде добро изведена, прецизна операција која што ќе даде добри постоперативни резултати. И каде е резот? Ние тука имаме некои фотографии во текот на емисијата, ќе може и гледачите да ги погледнат. Дали е секогаш на исто место, ако не се лажам, во овој дел тука долу? Да, значи резот се прави на базата на вратот. Добро. Сега кај повозрастните гледаме и во брчките, кои што да не биде толку видливо, така, да. Нормално се води, затоа и подолу се прави, за да со некаква мајца, не знам, не се ни приметува. Многу зависи од конституцијата на кожата, колку таа лузна ќе биде видлива. Значи, кај тие келоидни типови пациенти кои што се склони на стварање на лузни, тие се погруби, меѓутоа кај другите може буквално и да треба да се загледате, за да видите дека, у секој случај, резот е најмал проблем. Денеска се прават заради овие помагала, инструментариум што ги има малечки резови. Тие се долу ниска на базата на вратот и мислам дека тука естетскиот момент на вистина не е толку битен. Односно, постоперативниот и тој резултат е добар. Дали се би требало да се заврши со една операција? Бидејќи има случај кога велат дека им бил повторуван хируршкиот зафат. Дури во рамки на месец или два биле направени 2 или 3 хируршки зафати. Значи, најчесто повторувањето доаѓа заради некомплетна операција која што е направена, односно најчесто имаме по сите диагностички критериуми бенигни чвор, но ќе се смени наодот. Патологот после ви вели дека таму имате малигно ткиво, за да направите комплитет тиреидектомија, значи мора да се оди на втор акт, каде што се отстранува условно речено и здравото ткиво. Другите повторувања на операции се заради одредени компликации, особено кај карциномија, ако не се извади. Знаете, тоа изгледа малку како тоа не е извадена целата жлезда. Меѓутоа, кога сте во сала и особено помалку искусните хирурзи, зависи од конституцијата на пациентот, од конституцијата на вратот, далje врвовите колку одат високо, некогаш се остава дел од тиреоидот кој што постоперативно се гледа на скен, на ехо и онда за да има резон давањето на јодот, мора да се направи дополнување, односно комплетирање на операцијата. И како изгледа постоперативниот тек? Веќе заврши операцијата. Колку време потоа пациентот останува во болница? Кај одредени пациенти не ставаме дрен, јас лично прилично ретко го правам тоа, и тие пациенти може утредента да си одат дома. Значи преспиваат, взимаме контролна лабораторија и може да си одат. Веднаш, значи еден ден по една таква комплексна операција. А ако ставаме дрен, најчесто ставаме дрен, да се дренира ложата, да имате контрола на евентуално постоперативно крварење. Обично дренот го вадиме вториот ден, многу ретко третиот ден и чим се извади дренот, пациентот исто така си оди дома. Така да тоа е во однос на постоперативниот, јас сум имал пациент, исто беше спикерка, која што во петок ја оперирав, она у понеделник вечерта беше на вести. На работа, толку брзо? Значи, ден-два остануваат во болница, многу ретко 3, и после тоа може нормално да се врати во секојдневните активности. Нема голема болка постоперативна. Болка во грлото може ли да се јави? Па може. Дали тоа компликација или нешто нормално? Не. Болка во грлото може да се јави при интубирањето, значи ставање на кога имаме големи чворови кои што може да го измрдуваат душникот, го деформираат. Дале, ако е
интимно слепена тиреидата за душникот во тоа одвојување, меѓутоа таа болка не е некаков посебен проблем. Мислам, ретко гледаме да му ствара посериозен дискомфорт на пациентот постоперативно. А кои се посериозните компликации кои што може да се јават од овие што ги спомнавме? Тоа што го спомнавте, тоа е губење оштетување на гласот, така, оштетување на нервот, кој што ги дишењето. нервира гласниците, понатаму отстранување на паратироидните жлезди. Тоа е тоа. И евентуално постоперативните крварења кои што се исто така прилично ретки. Бидејќи споменавте дека е орган кој што има голема мрежа од крвни садови. Ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, од овој момент емисијата е контактна и слободно можете да се јавите, да споделите некое ваше искуство кое што е поврзано со болестите на тироидната жлезда или пак секако да поставите прашање кое што се однесува на хирургијата на тироидната жлезда. Докторе, потоа претпоставам дека има конци кои што треба да се отстранат. Обично ставаме еден конец. Тоа е тој интрадермален шав, значи шав кој што проаѓа низ самата кожа и се гледаат само кречињата. Заради подобра, значи тоа се атрауматски конци, најлонски, кои што се вадат најчесто 8 до 10 ден и ствараат најмалку реакција на кожата и најмалку видлива лузна. Фактички, значи, тоа е еден конец кој што оди низ самата кожа. Доколку постои одлука за примена на радиоактивен јод, таа терапија се прима на специфичен начин. Пациентот треба да биде во изолација. Да. Зошто? Заради зрачењето, тоа е радиоактивен јод. Особено ако има бебиња во семејството и така натаму. Меѓутоа, кај нас не ги гледаме тие пациенти. На запад, например, ако ходите, ќе видите дека и во метро се возат со тие траки на кои што има знак за радиоактивност. Најчесто 48 часа потребно е да бидат во тие специјални како бункери, така наречени, значи соби кои што имаат изолација, после тоа треба да избегаваат контакти, особено со деца и бебиња. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Ало, се јавуваме за тироидната жлезда. Поздрав до докторот. Ви благодарам, повелете. Кој е вашето прашање? Моето прашање, јас сум оперирана од тироидна жлезда. Така. Јас само ќе ве молам следите го разговорот преку слушалката, добро? Значи оперирана сте и? Оперирана сум, целосно ми е извадена тироидната жлезда. Добро. Сега примам еутирокс од 175 милиграма. Добро. 175 милиграма, но ми се покачени хормоните. Имам висок притисок. И хормоните ми се покачени. Дали треба да примам 175 еутирокс? Така, ви благодарам за вклучување во програма. Професор, кој потоа го прави дозирањето? Колку пациентот треба да прима хормон? Така, значи најчесто тоа го прават колегите од нуклеарна медицина и ендокринолог. Мислам, тоа се некогаш и ние хирурзите, меѓутоа подобро да го прават ендокринолозите и специјалистите по нуклеарна медицина. Конкретно ова прашање, значи тоа е прилично висока доза, но овие дози се многу индивидуални. Понатаму тие дози и во текот на животот, зависно од одредени стресови, начин на живот, климатски промени и така натаму, од некои непознати фактори доаѓа, може да треба да се прави корекција на таа доза. Така да конкретно одговорот на прашањето на господјата е дека треба да се прави таа контрола, ако се покачени, значи таа доза треба да се коригира и повторно да се направат контроли, затоа што во различни периоди на животот некогаш доаѓа треба потреба за корекција на самата доза, што не е никаков посебен проблем. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам тироидна жлезда мош 20 години. Пијам етероксот 50 и 5 дена и 2 дена од 75. А идем на контрола, више хормоните се добри, у годината еднаш ке ги правам. А имам чворови на
тироидната жлезда. Што понатаму треба да прави? Така, ви благодарам за вклучување во програма. Проверете, Значи, професоре. тоа е нешто Така. го спомнавме. Значи, многу е битна големината на чворот, но уште побитна е структурата на тие чворови. Значи, дали има хетерогеност, што на ехо одлично се гледа, дали има некакви израстоци внатре во самите чворови, дали има присуство на калцификати и потребно да се направи доиследување на тие чворови. Значи, да се направи тенкоигледна биопсија, да се направи зимање на туморски маркери, тиреоглобулин и така натаму, колку се тие чворови на број, каква е нивната структура, каква е нивната големина, дали се менуваат и од тоа зависи и евентуалната индикација за операција. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден, Добар ден. повелете. Поздрав до доктор Андреј и до вас. Ви благодарам. Телевизија Телма. Јас само добија сам од старто на брзана. 2005 година бев на контрола така во државна болница на, как се вика таа, заборавам как се вика. На патофиза да не бевте или на ендокринологија? За комплет ке оде во странство и така цела. Ми најдоја чворови. Чворче едното беше 18 мм со 8, другото беше милиметар со така мали. Јас не можев ме прави да ме снимаја во то радиоактивно што е и беше докторот таму хитно да ми прави пункција да вида што е. Јас не отидов, пошто морав да заминам. После 3 години отидов повторно во државна, пак на контрола. Видоја дека сум била, сум подпишала и беше докторка друга млада една, не знам како се вика, после 3 години, значи ме прегледа и ми вели големината е иста, промена никаква. Сега хормоните кога ми ги прави ТЦХ3 и ТЦХ4, првата ТЦХ3 беше 0,04, другото беше 2,52 месечини. Што значи дека бевте во хипер? Молим? Хипер бевте? Хипер? Добро, во ред. Како се вика, да, пијам и се уште пијам, да не повторувам. Значи, од тогаш поминале скоро 20 години. И се уште пиете терапија за оваа состојба? Тирозол пијам, контроли вршам редовно. Значи, тие сте чворој исти, не сум правила биопсија. Така, и сега, јасно, ние и сега прашањето ви предпоставувам што понатаму во интерес на времето, бидејќи чекат и други гледачи, значи што понатаму во вашиот случај? Јас го побара во Ремедика бевте доктор. Така, сега е во Аџибадем Систина. Ви благодарам за вклучувањето, повелете професоре, што можете да советувате? Значи, прво треба да се види каква е структурата, независно што големината не се менува и зависно од структурата на тој чвор да се одлучи дали е потребно да се направи тенкоигледна биопсија или само да се следи. Доколку нема промени, може и понатаму да се... Ако е хомогена структурата, ја не би правил биопсија. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Се исклучил, добро. Професоре, како изгледа животот на пациентите откако тироидната жлезда ќе биде отстранета? Дали ќе мора доживотно да примаат терапија, заменска хормонска терапија? Да. Ова што го дискутира еден гледачката, таа доза треба да се избалансира, е прилично индивидуална. Значи треба време додека се погоди вистинската доза. Да. Откако ќе се постигне добрата доза која што ги задоволува потребите на целиот организам од тироидни хормони, животот е сосема нормален. Потребни се повремени контроли за да евентуално не треба да се направи некаква корекција и овие пациенти навистина функционираат најнормално. Значи ние сме имали и деца кои што се оперирани, девојчиња кои што понатаму се омажиле, раѓале, значи живеат најнормален живот во иднина. Еутироксот е извонеден лек и навистина ја надополнува таа празнина од тироидни хормони на извонеден начин со многу ретки минимални нуспојави. Пред да ги вклучиме гледачите, само да ве прашам, обично на која возраст се пациентите кои што доаѓаат на операција за карцином конкретно тироидна жлезда? За жал имаме и во детската возраст, до најстари, значи од до. Да, за жал, од до. И млади луѓе и... Така. Ќе ги вклучиме и следните гледачи. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Јас имам едно прашање за мојот брат. Така. Дома имаме проблеми со хипотиреоидизам, на терапија од тирокс. Дека него се има појавено јазо кој што има димензија од 21 мм. Направена е биопсија и наодот пишува дека одговара на втора класификациона група по бета-7 во прилог на бенигна фоликуларна лезија. Дека истиот е со хипоцелуларни до фокално со умерена целуларност, сочинат од протеински преципитат, редок колоид, ретки дисперзно лимфоцити, плазма клетки, како и еден дводимензионален насобир од тиреоцити во микро и макрофоликуларен аранжман, кои се со бенигни цитолошки карактеристики. Како треба да се следи во иднина и пример дали расте, бидејќи претходно бил помал, сега значи тој расте помалку, сега е веќе 21 мм, што треба да се направи, до која димензија да се чека да порасне за да истиот се извади. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, професора. Веќе, значи, димензијата е таква 21 мм, која што е веќе долго време го има тој чвор и тоа е, според мене, веќе треба да се размислува за хируршко отстранување. Пациентката го прочита патохистолошкиот навод од тенкоиглената биопсија, кој што оди во прилог на бенигна тироидна лезија, значи бенигни некаков тумор, постојат аденоми и така натаму. Меѓутоа има и една друга појава. Некогаш се случува да бенигните чворови малигнизираат. Значи со тек на време да ја менуваат својата структура. Тоа за жал го гледаме прилично често во нашата пракса, да чворови кои што биле бенигни со тек на време, со години, кои што стоеле, презистирале, затоа е многу битна таа хомогеност или хетерогеност на ехо и нивната промена. И она што спомнав, значи, тие критериуми за отстранување на бенигните чворови, меѓу другото е и спречување да бенигната промена со тек на време малигнизира, кое што некритичното следење, затоа е добро хирурзите исто така да ги гледат овие пациенти. Значи тимски да се работи. Апсолутно. Затоа што, знаете, тоа е малку и во психологијата и кај некои лекари, а и кај пациентот кој сака да се оперира. Нормално дека ако ви каже дајте да го следиме, полесно се прифаќа таа препорака, но од друга страна опасноста да малигнизира, поготово затоа е битна и хомогеност, односно хетерогеноста на чворот, природата на чворот, значи постојат фактори каде што тој ризик за малигнизирање е и прилично повисок. И ние тоа го гледаме во нашата секојдневна работа. Мислам дека имаме време да го вклучиме последниот гледач за денеска. Добар ден. Добар ден. Повелете, само ќе ве замолам што по-концизно прашањето го поставите, бидејќи имаме многу малку време до крајот на емисијата. Добро, ворете вака. Поздрав до професорот. Направен сум операција односно отстранета е тироидна жлезда на мој 29 години. Веќе на 30 фактички измеѓу, во тој период ми беше роден дел на операцијата. Поминати се точно 9 години. По-конкретно ме интересира и отстранета поради папиларен карцином. Се е воред во процесот се јанавам како што тече времето, меѓутоа ме интересира околу храната, дали постои некој ограничување, исто така за околу јодирани продукти, храна, такви работи, што смееме да конзумираме ние во овие ситуации. И дали исто така, пример, кога станува збор за некој ограничување, имам подслушнато за сојот и храни, кога сме од прилика на одмор, каде што има испарување на јод, исто така на морски предели. Дали исто тоа нешто штети, пречи во оваа ситуација? Ви благодарам, ова е едно интересно прашање, исто така чиста дилема на оние кои што имаат ваква тип на интервенција. Значи, пациентот спомна дека 9 години од операцијата на папилариот карцином, тоа е оне што го кажав. Процентот на излекување и на нормален живот, ако навремено се лекува, е одличен.
Така да, господине, слободно можете да живеете најнормално и во однос на исхрана, да си одите на море, да дишете јод на обала, значи нема никакви ограничувања. Нема никакви ограничувања Апсолутно. понатаму. Помината е завршена, не знам дали примал јод. Ако треба да прима радио јод, во тој период има. Меѓутоа, откако ќе се прими, после тоа се почнува со субституција и најнормален тип на исхрана, најнормален живот, професија, семејство и така натаму. Така, многу што ја направиле операцијата и кои што немале малигнитет, но имале некој бениген тумор, вела дека им се нормализирал квалитетот на животот и дека им се олеснил животот од бројните потешкоти со кои што живееле, бидејќи имале непријатни симптоми. Тоа секако, значи симптомите дали се функционални или се компресивни ради локалниот раст, ако се ослободите од нив, затоа хирургијата знае некогаш на вистина да помага. Да биде одлично решение. Така. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување, што дадовте појаснување поврзано со тема која што за жал е исклучително честа. Многу често на форумите се поставуваат прашањата кои што денеска вие ги одговоривте во емисијата. Верувам дека им се од помош на сите оние на кои што им предстои ваков тип на операција. Ви благодарам и се гледаме некоја друга прилика. Секако, се гледаме, професоре, повторно. Почитувани професор доктор Андре Арсовски, субспецијалист по градна хирургија, беше денешниот гостин во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен